Цените се повисоки, тежината се помала. Скриена инфлација не ги троши парите. Ова особено се однесува на прехранбените продукти кои трпат измени во цената и тежината речиси секојдневно. Колку за илустрација, пакувањата со шеќер и брашно кои некогаш беа со тежина од 1 килограм, сега се 900 или 800 грама. Чоколадите од 100 грама сега се сведени на 80, јогуртот од литар на 900 милилитри, а лебот е сведен на едва и 470 грама. Ова се само дел од продуктите, но и реакции кои граѓаните се почесто ги упатуваат на адреса на организацијата која треба да ги штити нивните права. Граѓаните често пати се судираат со некакви недостатоци, аномалии при набавка на продукти за општо потрошувачка и техничка опрема. Последниве години се соочуваме и со проблем со набавка на лекови, навремено набавка на лекови кај одредени група на граѓани и така натаму. Освен ова, од организацијата предупредуваат дека најголемите измами се во делот на техниката, особено онаа која се купува на невидено. Би упатил една апел и препорака, поготово последниве години многу се потенцираат овие привлечни реклами за набавка на атрактивни производи од областа на техниката, не знам, на телефони, компјутери и така натаму, каде што често пати цел на некакви превари, измами се со поголеми, позамашни суми на средства, така да покосно, од кога ќе се случи инцидентот, значи тешко дека може некој да најде правен лек и така натаму. Од друга страна, за разлика од порано, сега односот трговец-потрошувач е многу покоректен, сметаат купувачите. Генерално некои компании го почитуваат правото на потрошувачите. Ми се има случајно еднаш купив една машина за перење која не беше исправна и потоа ја вратив, ми ја бараа фискалната сметка и ми ја дадов и веднаш ми дадоа друга. Трговските и производителски итрини за тоа како на граѓаните да им дадат помалку, а да им земат повеќе, ги имало и ќе ги има. За нешто да се смени драстично, потребна е поголема свест и етика кај првите, но и поголема решителност за пријавување на неправилности кај вторите.